достигна износ од 2 милиарди и 600 милиони евра. Капиталните инвестиции во 2015 достигна 32% од бруто домашниот производ. Растот во градежништвото достигна речиси 17% во 2015-та, а оваа година ќе биде и поголем, како што ќе бидат поголеми инвестициите. Ветивме и обезбедивме поволни финансиски средства за поддршка на македонските компании и тоа во најтешко време на кризата да добијат кредити со ниски каматни стапки и поволни услови за враќање. 350 милиони евра обезбедивме во моментот кога започна светската криза и кога банките ги качеа кредитите во Македонија со камата од 10 или 11%. Тогаш владата изреагира, најде надворешни кредитни линии со 5,5% камата, помогнавме стотици фирми да преживеат. А кога преживуваат фирмите, преживуваат и луѓето вработени во нив. И тие продолжуваат со својот обстанок, нивен и на нивното семејство. Изградивме целосно нова терминална зграда и се продолжи пистата на аеродромот Александар Велики. Добивме еден од најмодерните аеродроми во Европа. Целосно се реконструираше и аеродромот Свети апостол Павле во Охрид. Овозможивме воведување на 20 на нови директни линии од Македонија кон странство за многу ефтини цени. Се укинаа визите, па така и илјадници македонски граѓани кои преходно ниту визи можеа да добијат, ниту карти да купат, сега за многу мали средства може да отидат во странство, да се видат со роднините, да прошетаат, да се вратат и да го прошират својот видокруг или пак бизнисмените да побараат некои други бизнис можности. Набавивме нови патнички вагони и нови товарни вагони во износ од 40 милиони евра. Ја обновуваме македонската железница. Континуирано ги зголемувавме пензиите на пензионерите. Во време на СДСМ пензиите само се намалуваа. Се сеќавате на они 8% намалување. Се сеќавате кога Бранко Савенковски кажа дека не може да врати една украдена пензија на пензионерите, иако Уставниот суд одлучи да им биде вратена, затоа што бродот бил преполн, иако и тоа го ставеле ќе потонел и ќе потонела цела држава. Па додека тие не можеа да им ја вратат украдената пензија на пензионерите и 8%, ние во нашиот мандат, додека имавме довербата во овие 10 години, просечната пензија ја зголемивме за 70%, а најниската пензија за 90%. Тоа е разликата. И сега, пензијата што ќе ја земат пенсионерите меѓу 1 и 5 декември ќе биде дополнително зголемена за 5%, а нови зголемувања ќе има и во иднина во наредните 4 години за најмалку 10,25% на пензиите на пензионери. Обезбедивме и над 1 милиарда евра за македонските земјоделци и ќе продолжиме да го правиме тоа со нови 600 милиони евра за македонските земјоделци и македонското земјоделие. Преведовме и испечативме над 1000 стручни научни книги кои се користат на врвните 10 најреномирани светски универзитети, за да може нашите деца тука да учат од најсовремени и најнапредни учебници. Отворивме 3 нови државни универзитети, 25 нови факултети, 65 дисперзирани студии. Значително ја намаливме и партиципацијата на студирањето на 200 евра, а беше меѓу 600 и 1200 евра и студентите не можеа да студираат многу пати ради тоа. Опремивме 80 лаборатории, набавивме и опремивме 80 нови лаборатории за македонските универзитети, студенти, професори, научници и за македонскиот бизнис. Кога во време на СДСМ им паднало на памет за наука, за лаборатории, за студенти, за професори? Градиме и реконструираме болници, здравствени домови, амбуланти. Набавивме најсовремена медицинска опрема. Над 100 милиони евра инвестиравме за нова медицинска опрема низ цела Македонија.
70 нови амбулантни возила. Нешто што требаше да го направи СДСМ, но никогаш не го направи. Луѓето низ годините се снаоѓале, низ времето на транзицијата, осамостојувањето, хиперинфлацијата во Македонија во 90-тите години, се снаоѓале, граделе кај ќе стигнат да преживеат. СДСМ, за да ги држи во рака, никогаш не им ги легализираше земјиштата. За секогаш да може да дојдат да кажат: можеме да ви ја срушиме куќата, можеме да ви ја срушиме бараката или нешто слично. Дојде ВМРО ДПМНЕ со коалицијата, легализација на сите оние семејства кои имаат дивограби по 1 евро квадрат. 350.000 домакинства се пријавија. Тоа е ВМРО ДПМНЕ. Потоа и легализација на дворните места по 1 евро квадрат. Потоа легализација на земјоделска механизација. Легализација на земјиштето на индустријските капацитети. Да се биде свој на своето. Луѓето да си го добијат тоа што им припаѓа, тоа што е нивно. Доста низ транзицијата само ги ограбуваа, им ги одземаа фабриките. Барем земјата да си ја земаат и куќите да бидат нивни кои сами си ги изградиле. Почитувани присутни, воведовме електронски катастар. Катастарот на времето пред ВМРО беше една од најкорумпираните институции и беше вистинска среќа таму да успееш нешто да направиш. Сега се е електронски и една афера немаме во катастарот. Преку електронски шалтер катастарот е 24 часа достапен и се поврзани сите нотари, сите геодетски фирми, сите општини, сите проценители и останати. И сега граѓаните и компаниите својата работа ја завршуваат во канцелариите на овие професионални корисници, без при тоа да одат во катастарот. Имаме и уште многу други завршени проекти, вие тоа добро го знаете. Но ќе останеме фокусирани на тоа. Ќе останеме фокусирани на нови, кои ги има во нашата нова програма наречена Реално. Во неа предвидуваме дека невработеноста ќе продолжи да опаѓа. Дојдовме до 24 од 38,7. Сега ни е планот во наредните 4 години да се спушти невработеноста некаде помеѓу 17 и 18%. Со отворање на нови 70.000 работни места во Македонија. Ако стигнавме од 560.000 на 720, сега ни е целта најмалку на 700, 790, а може би и 800.000 вработени луѓе во Македонија. Тоа е нашиот главен 4-годишен план. За таа намена имаме неколку значајни нови проекти. Се разбира, ги продолжуваме сите стари проекти, како што е Македонија вработува 2, како што се многу други, ниските даноци, кои се најниски во светот. Имаме најниски даноци на планетата Земја. Македонија е земја со најниски даноци во светот. СДСМ сега низ зборојќи ги качувале, богатите да плаќале, па ако плаќаат богатите даноци на државата, нема да отвараат нови фабрики. Не да си го стават прстот на челото и да речат тоа што е успешно да не го рушиме, да го продолжиме, тие земаат тоа што е успешно, тоа да го срушат. Па ако им ги земат во даноци парите на богатите, во ред, ќе платат богатите данок, нема да отворат нова фабрика. Што е подобро? Да платат данок и кој знае кај ќе завршат тие пари, или да отворат нова фабрика и да вработат 500 луѓе, 1000 луѓе или повеќе. И тоа што е успешно, тоа што е најуспешно, тоа што целиот свет ни честита, што сме го направиле, што доаѓаат да видат каков успех е тоа и да го копираат, тие и тоа сакаат да го рушат, но нема да го срушат. На 11 декември народот нема да им дозволи. Драги пријатели, имаме еден нов проект кој се вика рестартирање на жртвите на транзицијата, на компаниите кои во тоа време беа опустошени, оплячкани, доведени на колена, некои од нив паднаа во стечај уште во тоа време, некои се мачеа, се тетеравеа, преживуваа некако на шкрги, што се вели, но пропаднаа подосна, бидејќи веќе беа толку многу задолжени и опустошени и оплячкани, што само дишаа на вештачко дишење. Тие компании, многу од нив,
денеска се оставени на забор на времето. Некогаш беа гиганти, некогаш работуваа стотици или илјадници вработени, а денес се полни со пајажина, денеска се растурени, ограбени, оплячкани и се споменици на транзицијата. За нив имаме нов проект. Секој еден бизнисмен, инвеститор, што сака да влези во таков капацитет, да го реновира, адаптира, обнови, да го наполни со нови машини, нова опрема, да вработи луѓе. Државата ќе му помогне со директна финансиска помош. Еве како. Прво, во првите неколку години нема да плаќа ниту данок на добивка, ниту персонален данок на доход, ниту пак, или пак ќе плаќа само 50% од придонесите за пензиско осигурување и за здравство. Значи, 5 години нема да плаќа вакви даноци. Второ, за секој вработен во такво рестартирано предпријатие, бизнисменот кој што ќе го рестартира, значи собственикот, ќе добие за секој ново вработен 2000 евра за секое ново отворено работно место. Еден вработен 2000 евра, 10 вработени 20.000 евра, 100 вработени 200.000 евра, 1000 вработени 2 милиони евра. Ако се стечајци и по 4.000 евра ќе добие. Но само ако вработува невработени, а не ако презима од една во друга фирма. Понатаму, ќе му биде исплатено 10% од неговата инвестиција за адаптација и реконструкција на објектот и за набавка на новата опрема и машини. Директен грант од државата за 10% да учествува државата во рестартирањето на неговата нова фабрика и максимум до 500.000 евра. Единствениот услов кој тој ќе го има е да не може да префрва производство од некоја сега постоечка фабрика во таа и да не може да презема вработени повеќе од 20% кои што сега се вработени на друго место. Значи, најмалку 80% од вработените мора да му бидат невработени, пријавени во Агенцијата за вработување. Тоа е условот за да ја добие таа поддршка. Драги пријатели, имаме и друг проект. Проектот Рурални развојни зони. Може би на луѓето што живеат во град тоа не им значи многу, но јас ќе ви кажам дека тоа подеднакво ќе значи и за луѓето на село и за луѓето на град. И во град. Затоа што ако во некое село на 10 километри од Кичево се отвори фабрика, па нема да работа само луѓето од тоа село. Ако му треба на тој човек што ја отворил фабриката или на таа компанија 500 вработувања, кај ќе ги најде во тоа едно село? Ќе земе на секаде, така? Иако проектот се вика развојни рурални зони, тој ќе биде корисен и за градовите, и за селата, и помалите населени места. Во наредните 5 години, секој еден кој ќе инвестира во отворање на нов индустријски погон, во било кое населено место под 10.000 жители, што значи во општина Кичево сите, освен градот Кичево, но и оние села што се на 2-3 километри од Кичево, ќе добие 10 години ослободување од данок на добивка, 10 години ослободување на персонален данок на доход, 5 години, односно 10 години ослободување, 50% ослободување од плаќање на придонеси за здравство и пензиско. Ќе добие и финансиска поддршка за нови работни места, по 2000 евра од вработен. Ќе добие и 10% помош за неговата фабрика, финансиска, неповратна, грант. Ако е во некое место кај што нема пат, ќе му биде изграден пат, ако нема водовод, ќе му биде изграден водовод од страна на државата. Се со цел, прво, да ги заживееме малите места, селата, да им помогнеме и на тие луѓе таму, но ќе помогнеме истовремено и на луѓето во градовите кои таму ќе најдат свое вработување. Ова е проект што прв пат се спроведува во Република Македонија. Ќе важи само 5 години и очекуваме сериозно да допринесе во отворањето на нови работни места во Македонија. Имаме исто така и проект за истражувачки центри, кој што треба да привлече под слични услови, како што кажав сега,
или во слободните зони, или надвор од нив, да привлече компании кои што имаат своји истражувачки центри. Вработуваат главно инженери од различни области, вработуваат по 100, по 200, по 300, некаде и повеќе инженери, за да произведат, да создадат некој нов производ, некоја нова иновација, што нивниот производ кој сега го произведуваат ќе стане поконкурентен. Драги пријатели, во новата програма предвидуваме да се изградат 18 нови училишта за 4 години во Македонија, да се реконструираат повеќе од 140 училишта во 4 години, да се изградат 78 нови спортски сали во период од 4 години. Предвидуваме модернизација на средното стручно образование и реформа на наставните програми и учебници во 4-годишното, за кој процес ќе се инвестираат 480 милиони денари. Истовремено ќе воведеме паралелки за специализирано средно образование во областа на информатиката и компјутерските технологии во неколку средни училишта во земјата, а ќе се модернизираат и наставните програми по информатика во средните училишта. За прв пат ќе воведеме субвенции за весниците. С обзир дека интернетот пенетрира, порталите се повеќе добиваат на тежина и значење и весниците се потешко преживуваат. А потеркот на истото во Франција, во Германија или во други држави, каде што државата ги субвенционира весниците за да обстанат, владата ќе воведе од 2018 година субвенционирање на весниците по еден правичен критериум кој дополнително ќе биде одреден. Тоа ќе го направи владата, која некој ја нарекува недемократска и дека не знам ги гушава медиумите. Оваа влада ќе им помогне на весниците да обстанат во време во кое што таму каде немаат поддршка од државата се потешко обстануваат. За децата без родители, покрај грижата за нивно вработување, оној проект Д10 со кој што секоја година вработуваме 40, 50, 60, некогаш и повеќе деца без родители, ги вработуваме во јавниот сектор. Тоа ќе продолжи и ќе биде зајакнато. Но исто така ќе продолжи и градењето на станови за деца без родители. На многу места веќе добија станови децата излезени од домови без родителска грижа. За таквите деца, она што го направивме во 2006 година, беше во моментот при напуштањето на домот за деца без родители. До тогаш добиваа само 18.000 денари и нека таукаат по улиците. Без стан, без работа, без било кој да сака да ги прифати, да им помогне. Сите бегаат од нив, затоа што излегле од дом и се плашат нешто да не им зема, да не им украдат или нешто слично, верувајќи, правејќи стереотип за нив, дека тие можат такво нешто да направат. Децата беа оставени да спијат по улици, да спијат по влезови и слично. Не само што почнавме со давање станови, и тоа масовно. Не само што овозможивме да се вработат во јавниот сектор, на многумина им помогнавме и за во приватниот сектор. Туку тие 18.000 денари ги зголемивме, тие 300 евра, ги зголемивме на 3.000 евра, а сега со новата програма на 4.500 евра еднократен финансиски грант при напуштањето на домот за деца без родителска грижа. Драги пријатели, ќе намалиме исто така и цената за приватизација на градежно изградено земјиште со намена Г, стопански и производни објекти. Цената за продажба на истото ќе се намали на 70 денари по метар квадратен. Ќе ги ослободиме од царински давачки и ДДВ, такси компаниите кои ќе набават возило кој ќе биде прилагодено за лицата корисници на инвалидска количка. Со тоа ќе им го лесниме животот на лицата со инвалидност и ќе им овозможиме повисоко ниво на пристапност при нивното движење. Континуирано ќе продолжиме и со мерката бесплатен превоз во железничкиот сообраќај кај повозрасни лица, секој втор викенд во месецот, бесплатно патување исто така на млади до 27 години, секој прв и трет викенд во месецот, понатаму попуст до 50% на билети за ученици и студенти до 27 години
и бесплатно патување на студенти секој четврток. Дополнително ќе се обезбеди и бесплатен превоз и за други ранливи категории на граѓани со македонските возови. Предвидуваме субвенции за набавка на електрични возила со цел намалување на штетните издувни гасови, преку ослободување од царина и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5%. Дополнително ќе субвенционираме купување електрично возило со додавување на неповратен грант од 3.500 евра за возила до 20.000 евра и 5.000 евра за возила кои чинат над 20.000 евра. Ќе се подобри еколошката состојба, ќе се подобрат многу други работи. Ќе ги субвенционираме граѓаните кои за прв пат ќе инсталираат плински систем во автомобилите, со доделување ваучери од 300 евра за набавка на плински уреди за автомобили со Евро 1, 0, 1, 2 и 3 стандард. И тие ќе се распределуваат на јавен повик секоја година. Тоа дополнително ќе влијае на намалување на загаденоста, но исто така ќе ги намали буџетите за бензин на корисниците на тие возила, кои што се главно произведени до 2006. Почитувани пријатели, минималната плата, која ние воведовме, пред нас немаше минимална плата. Постепено во наредните 4 години ќе расте и ќе дојде до 14.000 денари минимална плата за секој работник во Република Македонија. Ние воведовме, почнавме со 8.050, постепено расте секоја година, до 2020 ќе расти до 14.000 денари, освен за текстилната и кожарската индустрија, каде ќе биде 13.500. Ветуваме отворање на 140 нови градинки низ Македонија и многу други проекти, драги пријатели, кои што сигурно ќе ги почувствуваат голем дел од граѓаните или најголем дел од граѓаните на Република Македонија и кои се содржани во нашата нова програма Реално. Во Кичево, она што е значено за Кичево, ќе го доизградиме и пуштиме во употреба автопатот Кичево-Охрид во првата половина на 2018, во должина од 57 километри, инвестиција вредна 370 милиони евра. Најдолгиот тунел во Македонија, во должина од 2 километри, ќе се изгради токму на оваа траса. И не само овој. Ветуваме и изградба и на нов автопат. Кичево-Гостивар, во должина од 42 километри. За реализација на истиот ќе се инвестира 350 милиони евра. Меѓувремено ќе го реконструираме магистралниот пат Кичево-Гостивар, затоа што додека се изгради новиот, луѓето треба да се движат по безбеден пат. Сегашниот Кичево-Гостивар целосно ќе се реконструира, а паралелно ќе се гради нов автопат. И ќе ги обновиме сите 5 мостови на оваа делница што сега е меѓу Гостивар и Кичево, во должина од 28 километри, инвестиција вредна 8,6 милиони евра за обнова на мостовите и за реконструкција на сегашниот пат Гостивар-Кичево. Значи да нема забуни. Истовремено, реконструкција на сегашниот пат Кичево-Гостивар, тоа е сега, брзо ќе почне, и паралелно подготовки и почеток на градба на автопат Гостивар-Кичево. Во новата програма предвидуваме отворање на рудниците Стогово и Тајмиште. Во Стогово би се инвестирале 5 до 10 милиони евра и би се овозможиле најмалку 100 нови вработувања. Во Тајмиште се предвидува да се инвестираат 10 до 15 милиони евра и да се отворат преку 300 нови работни места за кичевчани и за регионот. Отворањето на овие рудници ќе зависи од цената на манганот и железото на светските пазари. Во овој мандат треба да се заврши проектот за новата пруга помеѓу Кичево, Долин, Република Албанија. Тој проект во моментот се работи, се црта, во мандатов треба да се заврши и потоа да се фокусираме на барање на начин за окружување на финансиската конструкција, за да може да започне градбата на оваа железничка пруга. Инвестираме и 200 милиони денари
во реконструкција, пренамена и адаптација на нов објект на општата болница во Кичево. Станува збор за инвестиција вредна околу 200 милиони денари. Објектот е во фаза на градба, еден дел е веќе завршен, првата фаза. Објектот ќе содржи дијагностички центар, стационар, оддели за гинекологија и акушерство, интерна медицина, хирургија и амбулантски дел, а ќе обслужува околу 70.000 жители на овој регион. Дополнително за јавните здравствени установи во Кичево ќе обезбедиме 74 нови медицински апарати во вкупна вредност од 540.000 евра. Во рамките на проектот за гасификација на Македонија, која веќе го започнавме, веќе се изгради гасоводот од Куманово до Штип, а во тек на градба е од Штип до Неготино. Веќе се при крај тендерите и потпишување на договорите за градба на гасоводот од Скопје до Тетово и Гостивар и од Неготино Кавадарци до Прилеп и Битова. Следни на листани се оној од Штип, Хамзали, Струмица, Гевгелија, грчка граница и од Гостивар до Кичево. Од Гостивар до Кичево, за и Кичево да добие газ преку цевковод, преку гасовод, и домакинствата, и слободната економска зона, каде ќе бидат и ова и други фабрики во иднина. Драги пријатели, ветуваме исто така до изградба на регионалниот пат од Кичево до Дебар преку Извор. И тоа делот од Гарски мост до Извор во должина од 20 километри. Со ова патувањето меѓу Дебар и Кичево ќе се намали за околу 53 километри. Ова инвестиција е вредна 20 милиони евра. Ќе реконструираме преку 20 километри локални патишта и тоа. Патот Брждани-Јудово ќе биде целосно реконструиран. Понатаму ќе се реконструира патот од магистралниот пат до Горно Добреноец, патот Манастирско-Доленци, Србјани, делот патот Србјани место Горица, делот патот во Пополжани, улиците 8 септември, Синадин, Николовски, Бомбашот и улицата Јордан Пиперката во Другово, улица во Козица, делот патот во Патеец, делот патот за село Раштански пат до Раштани и повеќе други. Ќе изградиме и нова пречистителна станица. Благодарам. Ќе изградиме нова пречистителна станица за третман на отпадни води, со што ќе овозможиме проширување и адаптација на постојната канализациона мрежа. Ова инвестиција е вредна 7 милиона и 100.000 евра. Ќе изградиме голема спортска сала во основното училиште Кузман Јосифовски Питу во вредност од 42 милиони денари. Ќе има 500 седишта за гледачи. Ќе изградиме и 2 нови тениски терени, 2 повеќе наменски и 2 кошаркарски игралишта, како и фитнес на отворено. Ветуваме изградба на 2 нови детски градинки во Кичево. Кичево ќе добие 2 нови детски градинки. Ќе извршиме заштитни истражувања со конзервација на археолошкиот локалитет Китино Кале во Кичево. Ќе бидат обновени и конзервирани повеќе фасади, кои ќе придонесат за зачувување на автентичноста на старата градска архитектура во Кичево. Ќе вложиме 130 милиони денари во санација на системот за наводнување со цел подобрување на неговата функција. Планираме уште многу други работи за Кичево, за овој регион и со нас знаете дека сте на чисто. Ветеното е ветено и ветеното се остварува. Од другата страна, драги пријатели, го слушам Заев, како ветува од ракав, како ги манипулира луѓето и со тоа силно ги поценува. Поценува дека за се и се што ќе му падне на памет, ќе му поверуваат. Па еве, деновиве го слушам, говори дека тој, ако стане премиер, ќе ги прелеу парите од богатите луѓе на сиромашните. 1% биле богати,
другите биле сиромашни и тој кога ќе дошол од богатите ќе ги прелео парите на сиромашните. Па тој јавно кажа дека тој и неговото семејство имаат 6-7 милиони евра. Тоа 6-7 милиони евра како 6-7 динари, како да е мала разликата во 1 милион евра. И не знам зошто досега не го направи тоа. Како богат човек, за кој што патем речено се збори дека неговите фирми на кланот Заеви свртиле 200 милиони евра во овие години, зошто не дадоа нешто на сиромасите? Драги пријатели, ни ќе пренесува од богати, ни ќе дава на сиромасите. Зоран Заев е само еден обичен избавник кој добро знае што да му текне, кој за што да го изврши. Тоа е тоа. И значи кога ветуваат и кога вака си ги лажат луѓето, знаат и ептен да се забораат. Пред некоја вечер читам по овие порталиве, држале пресконференција и дават ново ветување. Ако падне ВМРО на изборите, ќе нема веќе магла во Македонија. Е како може да нема магла на 12 декември ако на 11 падне ВМРО? Значи, ептен вака работи да ги тераат од ракав, од памет и со толку подценување на луѓето, демек луѓето толку се прости, толку не разбираат, ќе исчезнала маглата ако СДСМ победеле на 11 и ако ВМРО ДПМН не изгубиле. Па децата у градинка не може да ги изврши со тоа, камоли вас почитувани тука. Или да речеме дека ќе вршеле, ако они дошле на власт, ќе вршеле откуп на целото земјоделско производство. Зошто ги лажат луѓето? Зошто се обидуваат да ги подценат земјоделците? Во која држава државата го откупува цело земјоделско производство? Во која држава каде што има пазарна економија и слично државата се откупува? И што ќе им прави после на патличаните, на пиперките и така натаму? Зошто им дава такви нереални ветувања, ги лажи, ги манипулира, ги подценува? Не фер е тоа. Тие луѓе не го заслужиле тоа. Не заслужуваат така да ги мамиш, да ги лажиш. Ке те казнат. Ке те казнат. Подобро кажи им, ке донесеш откупно-дистрибутивни центри, да откупуваат повеќе. Ке направиш агропазар во центарот на Македонија, каде што ќе има голема понуда и огромна побарувачка. Кажи им други мерки што се реални. Не ги лажи луѓето. Ако некој од нив се со пониско образование, не значи дека не разбираат. Мудар е нашиот народ, препознава се. Затоа губите 9 пати на избори. И затоа и на 11 декември 10 пат ќе изгубите поред. Заради вакви подигравки со народот. Или го слушам, драги пријатели, вели ќе донел фабрики во цела Македонија и во Кичево ќе донел фабрики. И луѓето немало после тоа да се иселуваат. По глава на жител, ако гледаме, од Струмица има најмногу иселени. Што не донесе една фабрика во Струмица. Па тој во општината, во која што 11,5 години е на власт. Тој е властодржец. 11,5 години на чело на општината. Една фабрика им нема донесено на луѓето. Ние сега ги однесовме Johnson Controls, градат фабрика ќе отворат 1500 директни вработувања. Заради луѓето таму, не заради Заев. Една фабрика не им носил, во Кичево на вас ќе ви донел тука фабрика. Како да му веруваат луѓето? Како да му веруваат на таков човек, кога е многу лесно да се проверат работите? Или оваа приказна сега, најнова што измисли, ќе враќал 15% од ДДВ-то на граѓаните. Добро? Он е 11,5 години на власт во општина Струмица, градоначалник. Еве, таму има изворни даноци што директно од граѓаните доаѓаат во општината. Например, данок на имот, комунали од градби. Зошто од данок на имот, со одлука на Советот, не им врати на граѓаните по 15%? Зошто од комуналиите што ги прибира, од компаниите што градат нешто таму, не земе со одлука на Совет да им врати по 15%? Знаете зошто? Затоа што на памет не му паѓа да враќа пари. Па не е он по враќањето, он е по земањето. Го видовме тоа и на снимките и на се. Или
да решиме уште една работа што му текна од деновиве, го слушаме целиот овој изминат период. Прво се појави, кажа дека требало двојазичност на цела територија на Македонија. Не го кажав јас, тој го кажа. Па даваше и примери, зошто, не знам, неговото дете да учи во турски, требало да учи албански, така натаму еден куп примери. У некое музичко училиште, дете во албанче не можело да учи гитара, не знам што, кој ги разбра, кој не ги разбра работите што ги кажува. Значи тоа го зациментира дека двојазичност ќе воведе во цела Македонија. После отиде на телевизија на она 27, вели кога ќе дојде време во мандатот и уставот ќе го смениме и за двојазичност и за повеќе од тоа. Па малку беше тоа, пак тој истиот, значи не ја, тој отиде во Швајцарија, собра албанската диаспора и вели малку е рамковниот договор, ништо не е тоа. Ќе излезиме надвор од него, многу повеќе ќе дадеме. На крај извадија програма, која што еден памфлет што го нарекуваат план за живот. И во тој памфлет план за живот сами си напишале работи што сушност се ништо друго туку федерализација или кантонизација. Значи пишуваа дека општините ќе добијат такви надлежности што, например, полицијата од централно ниво ќе се пренесат ингеренциите на локално ниво. Тоа се работи што ги има во кантони, што ги има во федерални единки, ги нема во унитарни држави. Ми разбирате? Значи човекот јавно си избори работи за кои што потоа јас сум укрив. И го слушам баш тука во Кичево, вели само во главата на Груевски има федерализација и кантонизација. Абе јас ли бев во Швајцарија да зборам? Јас ли бев на телевизија 27 да зборам, на канал 27? Јас ли пишував тој памфлетот план за живот, како што го нарекуваат, што го препишеле од Србија? Значи, зборува, кажува, ветува и така натаму, потоа Никола Груевски му е виновен, затоа што го потенцирам тоа на луѓето и им кажувам каква опасност и доаѓа на Македонија ако тоа се воведе. Така што, драги пријатели, тоа е таа алтернатива што имаме во Македонија. И многу важно е што го слушам како вчера во Кочани, вели државата во која сите живееме и каде имаме семејства, тој ја нарекува диазепам. Хелекс држава ја нарекува. Значи диазепам држава сме биле. Преходно кажа, пред 10 дена, дека било грдо лицето на македонецот. Значи човекот што бара доверба од македонците и вели дека е грдо лицето на македонецот. Дека сме диазепам држава. Дека сме хелекс држава. Дека треба да се свитка кичмата за да се реши проблемот со името, што е суштински важен за обстојување на државата. И не можам, драги пријатели, да не ги искоментирам овие навреди, кои се одлика на еден нестабилен човек. Верувам дека утре ќе отиде некаде на митинг и ќе рече сето ова дека јас сум го измислил и дека е мој производ. Збори, кога јас ќе го повторам дека тоа го кажува, излегува и вика, тоа само во главата на Груевски, нема врска. Не сум го кажува јас тоа. Ниту македонецот е грд, ниту државата во која живееме е диазепам, туку ова е горда држава во која генерации македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци живееле и ќе живеат еден покрај друг во суверена, унитарна, цврста, заедничка и економски силна Македонија. Тоа е нашиот концепт. Концептот на ВМРО-ДПМН, концептот на оваа коалиција. Подценувањето на сопствената држава и народ многу повеќе говори за твојот карактер, господине Заев. Овде живее горд народ и ова е држава на сите нас. На оваа земја е потребен развој, а не прекројувања, десеткувања, рекомпонирања. Ги решивме сите проблеми у државата, ни остана уште кантони да направиме и да си ја чукаме главата после кој што ќе прави од тие кантони. Одговорот на народот доправа следува. Тој крик на народот, кој се прати,
се следи што се случува и добро проценува, ќе стави крај на неговата политичка кариера. Колку и сега да се лупа во гради, колку и да вика, да се надвикува како ниеден досега, колку и да мафта и да се заканува и да навредува. Неговото време истекува за 2 недели од сега. Неговиот крај е тука и затоа е нервозен, затоа навредува, затоа има лични навреди кон мене, кон моето семејство, кон моите соработници, затоа без да е свесен го навредува и народот, ошто е нервозен и фрустриран дека не ја добива поддршката од народот. И полека ќе почне да разбира дека премиер можеш да станеш не ако некој од горе те направи, како што вели ни сесеме пораките што му ги праќал на мен дуктачи. Туку ако народот избере за премиер, народот сака премиер кој ќе се грижи за него, ќе се бори и во добро и во лошо време. А не премиер што ќе биде одговорен пред некој друг, за кој верува дека ќе го наместил, ќе го донел или нешто такво. Затоа, драги пријатели, ќе му порачаме федерализацијата која ја заговара, рекомпонирањето на уставниот поредок и двојазичноста на цела територија, се работи кои го рушат кивото на државата. Нема да дозволиме ова сценарио кое го има дадено кое го има дадено и ветено некаде со него да го изигра народот. Планови за народот без народот не бива. Затоа, драги пријатели, потребни ни се 63 пратеници, 63 пратенички места во парламентот, како гаранција дека ова нема да се оствари, бидејќи мора да се стави крај на оваа опасна игра. 63 пратеници за зачувување на суверена и стабилна Македонија. 63 пратеници за да нема пазарења и да нема виткања кичми. 63 пратеници за да Македонија обстои онаква каква што сите ја сакаме. Кризата мора да заврши. Решението на кризата сте вие, граѓаните на Македонија, со убедлива победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, пошто ќе следува крај на оваа криза, по освоени 63 мандати. Главната гаранција дека кризата во оваа политичка криза ќе заврши е давањето на 63 мандати, 63 пратеници на ВМРО ДПМН. Тоа е сигурност, тоа е гаранција дека кризата ќе заврши, дека сценаристите ќе ја разберат пораката на овој народ и ќе ја остават земјата на мир, да работи и живее како што овој народ ќе одлучи. Затоа велам, овие избори се референдум. Ние во 1991 година имавме референдум, на кој граѓаните масовно излегоа, гласа и поддржаа суверена и независна Република Македонија. Така добивме држава. Добивме држава затоа што народот излезе, затоа што народот гласаше, и тоа масовно и недвосмислено. Потоа имавме уште еден референдум во 2005 година, на кој за жал не излегоа доволни граѓани, и вие овде во Кичево многу добро ги чувствувате последиците од тоа. Сега го имаме третиот референдум на 11 декември. Референдум со кој што треба да се задржи унитарноста на Македонија, треба да се задржи целовитоста и сувереноста на државата и да продолжиме да градиме економски мокна и силна држава. Затоа е важно на овој трет референдум да се излезе масовно за силна, напредна и суверена Македонија. Одлуката е лесна, бидејќи и сликата е многу јасна, но незиното значење е пресудно. Затоа велиме, од тебе зависи. Во каква Македонија сакаш да живееш? На овие избори секој носи две одлуки, по два основи. Едното е за тебе и за твојата фамилија, за твоето семејство. А тоа се сите оние проекти во нашата програма, наречена реално.
во сите оние мерки, сите оние политики, сите оние градби, сите оние работи со кои ќе се решат многу проблеми. Тоа е првата одлука за тебе и за твоето семејство. Втората одлука е за Македонија. Во каква Македонија сакаме да живееме? Затоа дали сакаме да живееме во Македонија која што ќе се разградува, распарчува, во Македонија каде што лагата и манипулациите ќе бидат секојдневие. И затоа треба добро да размислиме. Кој има подобра програма? Секој еден треба да се запраша пред да гласа. Има две алтернативи. Нашата коалиција, предводена од ВМРО, и коалицијата предводена од СДСМ. Кој има подобра програма и подобри конкретни мерки за подобрување на животот на народот? ВМРО или СДСМ? Програмите може да ги прочитате, пред вас се, ги има и на интернет, на портали, кај сакате. Кој нуди подобри решенија за вашите секојдневни проблеми и при тоа да се тие реални, а не лажни? И за кој знаете дека со сигурност ќе ги реализира? ВМРО или СДСМ? И тие и ние имаме своја историја. И тие и ние сме имале довербата на вас, граѓаните. Тие добија мандат во 92-та, па добија во 94-та, па добија во 2002-та. Ние добивме исто така неколку мандати. Подсетете се, колку тие исполниле од ветеното, ако воопшто нешто и ветуваа. Колку ние ветивме и исполнивме. Направете споредба. Истите луѓе се. Нема некои промени. Тоа е таа политичка гарнитура која не ја научи лекцијата од граѓаните. Кој ќе работи попосветено и ќе отвори можности и ти да работиш? Со кого ти и твоите сте посигурни дека нема да ве остави на цедило во тешки времења, во непогоди? Сетете се и на нивното време, и на нашето време. На кого можете да се подпрете во најтешко? Кој е поработлив и кој ќе ја движи државата напред? Тоа се сет на прашања поврзани со тебе и со твоето семејство. Но и за Македонија. За Македонија која не подклекнува пред уцени и сценарија. Кој повеќе ќе издржи пред уцени? Кој подостоинствено ќе ја брани државата? ВМРО или СДСМ? Видовме како го бранеа Кичево и како се кајат сега што биле во коалиција со нас на локалните избори и тоа гласно го кажуваат. Замислете, се срамат затоа што направиле патриотска коалиција. Затоа велиме, за Македонија, која не подклекнува пред уцени и пред сценарија. Македонија која е силна и нема да дозволи да ја држат под постојана тензија, да ја редефинираат и променат на полошо, или пак да се поигруваат со неа и со известноста на нејзината иднина, со нејзиниот суверенитет, со нејзината државност. Македонија која сака да оди напред, верувајќи во собствените капацитети. Македонија во која живее горд и достоинствен народ, кој е мудар и многу добро знае да препознае што се случуваше во сиот овој изминат период. И народ кој никој не смее да го подценува. Силата на нашиот народ ни даваше и нам сила да истраеме и да бидеме подобри, убедени дека народот знае каква иднина за себе посакува и кој може таква иднина да му обезбеди. Иднина на развиена економија, на подобар стандард, на нови работни места, фокусирање и решавање на реалните проблеми на граѓаните. Затоа што суштината и смислата на делувањето на сите политичари е подобар живот за граѓаните, повеќе можности, подобра економија, повеќе шанси за секого и љубов кон татковината. Ние знаеме кои се очекувањата од нас. Веруваме во тебе и веруваме во Македонија. Време е Македонија да продолжи да оди напред. Доста беше криза, доста ја влечеа државата надолу. Време е да се остави конфликтноста и поделеноста меѓу нас, да се остави зад нас и да продолжиме напред со силно темпо, да градиме економски силна Македонија,
во која ќе се отвораат нови работни места, ќе расте животниот стандард и платите, пензиите, субвенциите, ќе одиме напред, ќе се зачлениме во НАТО и во Европската Унија, ќе станеме посилна, помокна, силна, суверена, независна Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Кичево, да живее Република Македонија, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Да сте живи и здрави.